медиумите се токму оној почетен и завршен дел. Лагата е како и димот, како и нешто што нема облик. Таа само навредува, напаѓа, на некој начин дезавуира професионалноста, на крајот општеството во целина има губиток. Што се случи? Почнаа профилите да се гасат од едната страна, а од друга страна почнавме ние да бидеме таргет или мета на не само на говор на омраза, туку и на постојани напади. Еден портал ќе каже една вест која нема во насловот. Вие ќе видите ова е некоја бомба. Во текстот ќе видите дека нема ништо. Ама таа вест ја преземат другите братски портали, ја преземат братски телевизии и денес главите ни ги напунат со ѓубри. Новинарите во медиумите, уредниците, уредувачката политика е одговорна пред консументите, пред гледачите, пред воопшто пред јавноста. Колку и закони да донесеме, злоупотреби ќе има, поготово во оваа ера на интернет. Затоа јас сум голем застапник за саморегулацијата во медиумите, затоа што и натаму тврдам дека ова не е материјална професија новинарството, тоа е професија висока етичка, како што е медицината и така натаму, и секаде имаш, како велат она, во стадото црни овци. Мислењето е процес на студирање на факти, низината споредување на фактите со логичност, со контекст, на место поставени и на крајот со одговорност. А ставот може да го каже барем денес секој и не мора да биде ниту вистинит, ниту одговорен. Е она што, за да не должам премногу на почетокот, она што е денес, како велите вие помладите, мајндсет или преовладувачко мислење е дека не само секој може да каже, него сето влегува во дозата на етика. Ако толку може да се растигне од Платон па нааму терминот етика, омразата станува дел од етиката. Отворите социјални мрежи и мисли дека кажувајќи тоа што овој момент му паднало на памет под разни негови лични импресии, дека тоа е веќе и одговорност, дека тоа е етика. Не, луѓе. Етиката е систем на норми на кој што им припаѓа на сите и кој е превладувачки култивиран модел. Ние во Македонија имаме и уште еден проблем, тоа станува и културолошко рамниште или рамка, како сакате, начин на однесување. Пред 2 дена не зборував за ова, дали не е начин на однесување на одговорност ако застанете пред Стопанска банка овде, моите постари сограѓани земаат пензија и 90% од нив носи маски. 5 мина, 6 мина, помлади сограѓани 10, никој не носи маски. Значи, зборуваме за одговорност. Ева ова што е во овој момент и најактуелно. Не носат маски зашто тие се и отпорни, нели? Нивниот организм има поголем имунитет, ама мора да дојдеш дома и да се грижиш или да се сретнеш со своите постари. Го пренесеш вирусот и настанува болеста. Ова е една резка граница каде што одговорноста на поединецот расте како одговорност на нацијата. Меѓу професионализмот и аматеризмот, или иста е разликата помеѓу одговорноста и неодговорноста. Професионализмот сам по себе, за да биде тоа, мора да биде наука, а науката е синтетизирано искуство. Најдобрите делови од искуството, најодржани, оние кои се проверени во јавноста, се проверени во живот, дале некакви резултати. Кога сте коректор на некој начин, ја имате таа улога, овие кои што се долго време, тоа може да го потврдат во граѓанскиот сектор, секогаш сте први на тапет ако нешто не чини во ова. Ако ги поправаш, зашто ги поправаш? Не чиниш ваков си, онаков си, таков си, и од тој говор на омраза почнуваат да се шират, нели, разни информации за вашата работа. Па кои сте вие да кажете, нели, дали некој е одговорен или треба да сноси одговорност, дали треба да даде отчет пред граѓаните и така натаму и така натаму. Дали тоа е моето мислење? Да, тоа е моето мислење. Што всушност се случи? Која всушност беше нашава методологија? Ние решивме да ги објавиме со, нели, име и презиме или со без разлика кои да им и како и да им се викаат профилите и да кажеме овие луѓе се
постојано шират говор на омраза на тие социјални мрежи, дали е Facebook, Twitter. Овие медиуми постојано ги пренесуваат тие профили како релевантни извори за информации. Што се случи? Почнаа профилите да се гасат од едната страна, а од друга страна почнавме ние да бидеме таргет или мета на не само на говор на омраза, туку и на постојани напади. Телефонски јавувања, преку мејлови и така натаму, значи имаше се и се што до дури вандализам, значи не ја нападна канцеларија на некој начин, не ја шкртаа вратава, не оставија лопата која нели има едно многу убаво символично значење дека ќе не закопаат, ќе видите кога ние ќе дојдеме нели на власт и така натаму. Меѓутоа јас мислам дека ние постигнавме огромен успех на таквиот начин на разобличување на лажните вести, дезинформациите и говорот на омраза, затоа и ден денеска тоа го правиме како организација, затоа што сите од најголем број случаи од оние што јавно ги изложивме и ги укажавме кои се и што прават всушност и колку тоа штетно влијае не само на поизборниот процес во тој период, меѓутоа во начинот на комуникација меѓу нас како и градење на некоја политичка култура на нас како граѓани и граѓанки, почна или да се повлекува, да ги банираат, или пак ако отворат повторно некој друг ист и сличен лажен профил, по начинот на кој тие се изразуваат или бидејќи тоа веќе се шаблони на ширење на лажни вести, дезинформации, говор на омраза, повторно да ги пријавиме, повторно да ги изложиме и тоа е мислам процес кој што постои и трае во континуитет и ќе трае се додека нели постојат социјални мрежи, се додека ние ги користиме како извор на информации, се дотогаш ние ќе се бориме против ваквиот вид на појави во општеството. Има еден дански филозоф Киркегор, го знаете ви веројатно, и он има една многу убава мисла која не е ич поволна за нашата професија. Млад во Данска ќе воведува смртна казна, млад новинар го прашува филозофот, најпознат филозоф, еден од најпознат во Европа, дали што мисли тој за воведување на смртната казна. И Киркегор му вели вака: енергично сум против воведување на смртната казна, ама ако треба да се стрела новинар, прв ќе застанам на чело на стрелачкиот вод. И мислам човекот кажал некоја за тоа време вистина, која не знам, малку е морбидна, но мислам дека она што се нарекува новинар кај нас, нешто заслужува една таква мисла. Не да се стрела нормално, тоа кажам онака само колку фигуративно да се знае кај сме, што сме со нашата професија. И со не е тоа професија само за себе, не е да отидеш да земеш плата, да прехраниш фамилија. Тоа е професија која е исклучително значена во секоја општествена заедница, и во локална, и во државна заедница, затоа што од начинот, од веродостојноста на информацијата, која ние денес ќе ја видиме преку нашите телевизии, преку нашите вестници, преку нашите радија или на интернет порталите, ќе зависи тоа како луѓето ќе се определуваат према некои своји битни теми од кои што утре им зависат нивните животи. Но ние, у принцип, ја тврдам дека 90% од информациите кои што се пружат во нашите, кои циркулират преку нашите медиуми, не се етични, не се засновени на никаква етика. Етичноста е испадена од оваа држава, испадена од оваа професија. Етичноста ја нема никаде. Ги спомнам порталите затоа што мислам дека кај нас во порталите не се знае ништо. Не се знае. Нема никаков ред. Не се они ниту законски ставени во некоја законска рамка. Они се слободни, пуштени да кој како сака да работат. И не знам која е нивната одговорност, таму може да ти кажат дека си ова вечер вашиот сопруг, вие сте било дека, а да не се одговара буквално за ништо, тога мислам нема никаде. Битните информации кои што ќе значат развој на општеството, кои ќе не облагородат сите како луѓе, кои ќе не натерат утре да бидеме подобри отколку денес, ги нема на нашите медиуми. Ги нема затоа што велат тоа ниту се слуша, ниту се гледа, ниту се чита. Битни се тие информации кои дека со кого, каде и како било. Јас не гледам изглед додека не се култивизираат, додека не се демократизираат политичките партии, ние ќе немаме слобода
ни во медиумите, ќе немаме слобода ни во општеството, ќе нема слобода самите партии со самите себе, бидејќи ќе бидат робови на самите себе. Моето чувство е уште понагласено, може би не толку во последниве неколку години, дека и нашите медиуми се практично под окупација. Кога велам окупација, за некои ги оставам тоа во наводници, а некои во вистинска смисла на зборот, мислам дека се под окупација од центрите на моќ кои се лоцирани пак во политичките партии или во бизнисот. Кога зборувам за медиуми, во последно време, нели, мислиме и на порталите кои се стануваат се повлијателни медиуми, дури многу од нив порелевантни, по-автентични, дури од некои телевизии со национален карактер. Но таа зависност на македонското новинарство од политиката, од политичките партии или од бизнис центрите, од моќта, значи тој тип на окупација не даваат слобода на македонското новинарство и тука нас ни треба една општествена едукација воопшто на сите. Како и кај сите професии, во таа хиерархија во редакциите, постои собственик на медиумот, постои главен уредник, постои пред тоа можеби директор на програма, има главен уредник, репортери, новинари и така натаму. Еден цел ланец на хиерархија, еден цел ланец на одговорности и еден цел ланец на етичности во професијата. Ако ја знаете сите приказната за, или ние повозрастните ја знаеме, сме учеле од читанките во школа за дедото и репката. Како што дедото се фатил да извлече репката, па не можел сам. Не можел самиот, бидејќи пораснала многу голема. Па бабата се фатила за дедото, внуката за бабата, кучето за внуката, мачето за и глувчето на крај, ја извлекле репката. Така и во редакциите. Кај нас, овие генерации, ова генерацијско новинарство продуцира еден редакцијски молк. Нема дебата во редакциите, нема интеракција, нема размена на мислења од врвот до репортерот, тој што ги следи на станите, и од репортерот до тој што ги носи одлуките за тоа што ќе оди на програма. И јас тврдам дека додека во македонските редакции, по примерот на политичките партии, ако сакате, еве ќе карикирам малку, не се создаде тој тип на професионална демократија, на професионален диалог од горе до доле и од горе до доле, не може да имаме ние професионално новинарство, значи не може да имаме автентично новинарство, не може да имаме автентични информации, не може да правиме автентични прилози, туку ќе имаме еден куп примеси на лажни вести. Бидејќи новинарот што треба да направи веста ќе климне со глава ако главниот уредник му рече, нели, мислам дека ова се коси со нашата уредувачка политика која диктира газдата, а не самата редакција, односно настаните што тие ги следат и ги анализираат. Од тие причини мислам како со примерот на приказната за дедото и репката и во редакциите мора да смогнат сили и младите новинари, и повозрастните новинари, и најмладите репортери, и највозрастните уредници, и директори на програми, вклучително и собствениците, репортерот да му каже не на уредникот некогаш, уредникот да му каже не на главниот уредник да му каже не на програмскиот директор да му каже не на главниот менаџер на собственикот. Ако тоа не почне да се случува, ние ќе немаме и натаму професионалност во македонското новинарство. Во контекст на ова тема би сакал да споменам дека се што ние некогаш сме подразбирале под поимот медиуми и се што некогаш сме подразбирале под поимот новинари, новинарки и новинари, новинарска професија, веќе неколку години, подолг период временски, всушност не постои. Тоа е минато. Технологијата ги прегази сите до вчерашни, се вели, до скорешни поимања, односно разбирање на основите за тоа што подразбираат медиумите, информирањето, јавност и така натаму. Ние живееме во едно доба на цунами од технолошки иновации, кои не се само во хардверот, туку се и во софтверот.
ние мора да разговараме за еден сосема поинаков тип на медиуми кои за разлика од она што овие бардови на новинарството овде го подразбираат под етика, под кодекс и така натаму, стандарди новинарски и сето тоа веќе не постои. Тоа е многу тешко и воопшто некогаш да се надеваме да се врати. Знаете, имате една сосема поинаков карактер на медиумите во денешно време. Тоа истото се однесува и на телевизиите, се однесува и на весниците кои се полека во одумирање, за голема жал. И се разбира, се однесува и на радиото, кое се помалку е радио, а се повеќе е некој конгломерат од различни технолошки платформи и така натаму. Сега, како во овој лавиринт кој самиот го создадов од повеќе различни елементи за да се опише карактерот на новите медиуми, на новото доба на тоа што ние доживуваме, ама се уште не можеме да го одгатнеме што значат медиумите, да најдете вие одговорност, професионалност и етика. Јас ќе ги кажам многу тешко, од лично искуство, и би сакал да се останам само на една точка која ја насетив низ говорите на учесниците на ова и учесничката на ова панел дискусија, тоа е лажниот баланс. Знаете, ние во денешно време, во нашето општество, во секојдневната јавна комуникација во која учествуваат медиумите на различни начини и во креирањето на јавното мислење, имаме многу самопрогласени елити или помали елитни групи во новинарството и во медиумите кои себе си се нарекуваат дека се професионални, дека се неутрални, дека се објективни. Знаете што? Објективноста тие ја дефинираат како обезбедување простор за двете страни. И така вие имате ситуација во која ќе го донесат пред камери еден политичар или пак човек од граѓанското општество или бизнис или некој новинар може да биде или уредник и така натаму. На едната страна и од другата страна ќе стават еден криминалец. Класичен криминалец, за кој знаеме, па дури има и потврдени дела и така натаму, и ги ставаат пред камера и ги ставаат да се на дебата. И они тоа го викаат објективност. Тоа го викаат неутралност. Медиумите се токму оној почетен и завршен дел. Лагата е како и димот, како и нешто што нема облик. Таа само навредува, напаѓа, на некој начин дезавуира професионалноста, на крајот општеството во целина има губиток. Што се случи? Почнаа профилите да се гасат од едната страна, а од друга страна почнавме ние да бидеме таргет или мета на не само на говор на омраза, туку и на постојани напади. Еден портал ќе каже една вест која нема во насловот. Вие ќе видите ова е некоја бомба. Во текстот ќе видите дека нема ништо. Ама таа вест ја преземат другите братски портали, ја преземат братски телевизии и денес главите ни ги напунат со ѓубри. Новинарите во медиумите, уредниците, уредувачката политика е одговорна пред консументите, пред гледачите, пред воопшто пред јавноста. Колку и закони да донесеме, злоупотреби ќе има, поготово во оваа ера на интернет, затоа јас сум голем застапник за саморегулацијата во медиумите, затоа што и натаму тврдам дека ова не е материјална професија новинарството, тоа е професија висока етичка, како што е медицината и така натаму, и секаде имаш, како велат она, во стадото црни овци.